Добар ден, вести во 18 часот, во нив ќе гледате. Христос воскресе! Христијанските верници ја слават победата на животот над смртта. Да бидат сите здрави и живи, да има мир во оваа држава, да се сплотиме сите заедно. Премиерот и председателката Великден го дочекаа заедно во Охрид. Божји мир на само 8 километри од центарот на Скопје. Монасите му ја вратија душата на манастирот Свети Пантелеймон во Нерези. Изведом замислете што ќе се случи кога вие ќе се сретнете со Бог. Каква неизмерна радост е тоа. Коалицијата Вреди од следната недела се трансформира во партија, најави Меджити. Аз кум претендувам, аз сад му претендувам, че те тремишун тиам лидери и пленет. Ахмети смета дека Таравари се освестил. Си дукат е како товар на херет. Неисплатените плати во културата, великденски мегдан за обвинувања меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Опозицијата бара оставка од Лјутков. Власта им врати дека немаат кредибилитет. Со поздравот Христос воскресна, на вистина воскресна, христијанските верници денеска го слават најголемиот празник Великден. Воскресението Христово на полнок беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква, како и во другите христијански цркви во земјава. Традиционално, централната литургија беше во соборниот храм, а со неа чино началствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Таму беше Јорданчо Цветановски. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Најсреќната вест за Христовото воскресение, дека смртта со смрт е победена, им даде надеж на верниците за подобар живот и среќа. Оваа година Великден е посебен и католиците и православните верници заедно го прославија најголемиот христијански празник. Честит празник Воскресение Христово, Христос воскресе, алелуја. Од рано утринава по биењето на камбаните верниците заминаа во црквите. Свештениците во белите одежди ги читаа посланијата. Централната литургија традиционално беше во соборниот храм, а со неа чино началствуваше поглаварот на МПЦ господин Стефан. Се спомнаа и тешките поминати денови за жртвите кои ја завија Македонија во црно. Трагедијата во Кочање која го сплоти народот и ја покажа големината на оние кои помогнаа во несреќата. Трагедијата закуса време како ретко кога го сплоти во тага и во молитви сиот наш народ, но и сите оние кои сочувствуваа со нас. Истовремено, Кочанското страдање на најсуров начин повторно е соочи со немилосрдната стварност на смртта. И во овој миг да се подсетиме и на оние кои што го жртвуваа и сопствениот живот за да спаса што повеќе други животи. Во нив силно заблеска евангелската порака од љубовта кон ближните, упатена од воскреснатиот Господ. Великден е празник кој ги собира фамилиите. Родителите со топлина ги чекаат своите чеда на гозба. На трпезата се е најубаво подготвено, а со црвените јајца ги чекаат нивните најблиски. Се посакува здравје, среќа, љубов и сите жели да бидат исполнети. Посебно се поклонува внимание на младите да бидат постречни, подобри и сите нивни жели да бидат исполнети. Среќа, радост, све најдобро сакам. Ми беше многу убаво. Да видиш со Бог. Најважно е тоа. Здравје, убавини, све да дава Господ, а тоа го дава. Прво многу си поминаме, а второ што сакам да бидат сите здрави и живи, да има мир во оваа држава, да се сплотиме сите заедно. Среќа, радост, слога и љубов. Друго не треба ништо. Христијаните се поздравуваат со Христос воскресна до Спасовден, во надеж и мир дека ќе имаат среќно лето Господово. Вообичаено честитки до верниците и поглаварите на црквите испрати државно-политичкиот врв. Председателката Силјановска и премиерот Мицкоски празникот го дочекаа заедно во Охрид, а лидерот на опозицијата Филипче беше во Крушево.
Великден да донесе утеха заеднички да ги надминеме сите потешкотии, порача претседателката Гордана Силјановска-Давкова во својата великденска честитка до христијанските верници и до поглаварите на Македонската православна црква, Охридска архиепископија Господин Стефан, на католичката Киро Стојанов и евангелско-методистичката црква во Македонија Емил Заев. За време на великденскиот пост ни се случи досега незапаметена трагедија во современата историја на нашата татковина. Наискрено се надевам дека Великден ќе ни донесе утеха, добра мисла и оптимизам сплотени и солидарни да ги надминеме искушенијата, да покажеме дека од несреќата и неволјата можеме да излеземе помудри, подобри и похумани, да правиме добри дела и да им помагаме на сите кои имаат потреба од помош и поддршка, напиша претседателката. Силјановска заедно со премиерот Христијан Мицкоски и министрите Николовски и Тошковски Великден го дочекаа во црквата Света Богородица Перивлета во Охрид. Мицкоски беше заедно со своето семејство, а во честитката до Господин Стефан испрати пораки со желба воскресението да донесе радост и благослов до срцата и домовите. Воскресението на нашиот Спасител е вечен символ на победата на животот над смртта, на светлината над темнината. Нека оваа Пасха донесе духовна радост, мир и благослов во секое македонско семејство. Нека светлината на воскресението биде водилка во нашите заеднички напори за изградба на праведно и хумано општество, се наведува во честитката. Честитки до христијаните и поглаварите на црквите испрати и претседателот на СДСМ Венко Филипче. Великден е празник кој ни дава сила и носи надеж за нови и подобри почетоци, за справување со предизвиците. Символиката на Великден кој ја слави победата на животот над смртта носи силна порака за важноста на меѓусебното почитување и грижа. Токму овие вредности се основата за создавање на подобро општество за сите преку добри дела и посветеност. Стои меѓу другото во честитката на Филипче. Великден е можност повторно да се потсетиме дека заедничките вредности како што се меѓусебното почитување, солидарноста и човечката добрина се суштински за напредокот на секое општество, порача во честитката претседателот на Собранието Африм Гаши, а честитки до верниците за празникот Упатија и партиите. Манастирите и црквите се најголемиот дар за верниците. Веќе 10 века многу од нив мирот го наоѓаат во комплексот Свети Пантелемон во близина на Скопје, на кој душата му ја вратија монасите кои се вратија во него пред 8 години. Таму беше Миријана Мирчевска-Јовановиќ со снимателот Зоран Догов. На само 8 километри од Скопје во убавините на планината Водно вгнездеде манастирот Свети Пантелемон. Убавина од уметност и една најстарата зачувана црква во Скопје од 1164 година. Во манастирот посебен мир дава монашкиот живот. Отец Пантелемон со посебна радост раскажува за манастирот и фреските. Секој кој имал улога во неговата изградба оставил белег. Црквата одбележала 860 години од незината изградба, а има и записи дека и претходно на ова место пред изградбата на манастирот имало црква. Свети Пантелемон потекнува од 3-тиот и почетокот на 4-тиот век. На почетокот од 4-тиот век неговиот живот маченички завршува. Во тоа време луѓето биле многу божци кога тој исповедал дека е христијанин и дека верува само во еден Бог. Го изгубил својот живот. Околу тоа, зошто токму на Свети Пантелемон, имаме една теорија која ни кажува дека тука во околината на манастирот постоел извор со лековита вода. Може би тоа да е причината, меѓутоа и самиот ктитор најверојатно имал изграден однос со тој светител, меѓутоа ова сега повторно ќе речам, освен тоа со изворот, тоа е факт, а ова другото е хипотетички. Монаштвото е 8 години во манастирот. Монасите се душата на манастирот. Секој разговор со нив е исцелување, спознавање на себе си. Колку најголемиот проблем може да биде лекција. Отец Пантелемон раскажува дека најголема радост за нив е кога семејствата доаѓаат во манастирот, учат за верата, но и разговараат со нив. Секоја средба е среќа. Зборот среќа доаѓа од старословенскиот збор срешта, кој во превод значи буквално средба. Кога двајца меѓусебно ќе се сретнат, те се исполнети и радосни. А јас велам, замислете што ќе се случи кога вие ќе се сретнете со Бог. Каква неизмерна радост е тоа? Верниците во манастирот доаѓаат да се помолат пред иконата на светецот Пантелемон, символ на здравието, за здравје и среќа. Во манастирот отец Ефрем со Божја милост црта икони. Иконите се цртаат со молитва, секое нанесување на боја и со молитва кон Бога. Се трудиме да ја користиме и традиционалната техника.
Таа на кратко се нарекува јајчна темпера, подразбира цртање со пигменти кои што се мешаат во емулзија направена од јајце. И исто така самата техника е доста посложна. Композицијата опакување Христово е фреска која има во речиси сите цркви. Оваа фреска во манастирот од сите се разликува по нагласеното истакнување на внатрешните чувства на прикажаните личности. Богородица е насликана како мајка која плаче над својот мртов син. Нејзиното лице покажува болен израз на длабока болка, а погледот е вперен во лицето на мртвиот син, кого го држи во драматична приградка. Јаболка годинава ќе јадеме од увоз. Студениот бран ги покоси на садите во Преспа. Катастрофа. Бевме над 70 сати под мраз. Министерот за култура Зоран Љутков вчера им се извини на културните работници за тоа што останаа без плата за празникот, но опозицијската СДСМ смета дека тоа не е доволно и бараат негова оставка. И им возвратија од ВМРО-ДПМН со обвинување дека тие ја претвориле културата во партиска каса и платформа за криминал. Повеќе детали од Сандра Спасовска. Опозицијската СДСМ побара оставка од министерот за култура Зоран Љутков поради неисплатата на мартовската плата на културните работници. Од партијата велат извинувањето на Љутков не е доволно. Владата намерно ги понижува културните работници, па наместо со зголемени, велат за празниците останаа без плати. Од мартовската плата требаше да започне корекција на примањата во согласност со потпишаниот колективен договор. Наместо тоа културните работници беа игнорирани и дискредитирани со манипулативни изјави од самото министерство, дека не работеле доволно, дека не ја заслужуваат платата, дека платите биле високи. Велат од СДСМ. На обвинувањата експресно одговорија од владеачката ВМРО-ДПМН. Велат партијата која ја притвори културата во партиска каса и платформа за криминал денес глуми загриженост. Обвинуваат дека СДСМ нема кредибилитет да зборува за достоинството на културните работници. Извинувањето според ВМРО-ДПМН кое го направил Љутков било коректен гест кој јасно ја покажувал разликата во пристапот. За разлика од времето на СДС кога грубите навреди и дисквалификации врз уметници и институции беа секојдневие, денес имаме отчетност, одговорност и сериозен однос, велат од ВМРО-ДПМН. Вчера министерот Љутков преку социјалните мрежи им се извини на сите вработени во културата, а причина за доцнењето на платите рече дека бил долгогодишен нерешен проблем со усогласувањето на платите, што според него секоја година создавало огромни проблеми. Ве уверувам дека оваа постапка која се одвиваше деновиве има за цел да создаде основа за подобро, поправедно и достоинствено вреднување на нашата работа во иднина, напише Љутков и најави дека по празниците вработените ќе ги добијат своите плати. Директорката на педиатриската клиника во Парма во Италија дојде во Штип да го посети 17-годишниот Симон Крстев, кој успешно бил излекуван во нивната болница по повредите од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Во странство се уште се лекуваат 40 на пациенти, а еден е во критична состојба. На оваа тема Ана Торевска-Мицевски. Пријателства родени во тешки и трагични моменти. Директорката на Универзитетската педиатриска клиника во Парма, Италија, Сузана Еспосито го посети Симон Крстев во Штип, еден од 193-цата повредени во трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Посетата е на иницијатива на родителите на 17-годишното момче, кој го преживеа пожарот што се случи во ноќниот клуб. Младиот штипјанец се здобил со потешка форма на труење од чад и изгореници од втор степен, пошто на 18 март, 2 дена по пожарот во дискотеката, бил пренесен на лекување во педиатриската клиника во Парма. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски за Канал 5 вели дека во соработка на Фондот и системот за цивилна заштита на Италија, младиот Симон Крстев бил пренесен на лекување во Парма заедно со неколкумина други повредени пациенти. Симон беше пренесен на 18 март во Парма, во Универзитетската болница во Парма, заедно со
неколкуми на други кои беа однесени во други болници со хемиска пневмонија и со изгоеници од 100 степен. Таму е доби сета неопходна нега и не само лекарска нега, туку емотивна нега. И на 1 април беше вратен назад во Македонија. Во знак на благодарност родителите на Симон ја поканија директорката Сузана Еспозито да ја посети Македонија. Еве, таа за многу кратко време се одлучи да направи обити да го посети Штип на многу кратко време. Ова се пријателства, солидарност, искаени во тешки моменти и во знак на благодарност јас се заблагодарив секако на директорката и ја поканив кога и да сака да дојде во Македонија, каде што е добро дојдена. Болницата во Парма на својата веб страна објави дека во текот на хоспитализацијата Симон бил следен од мултидисциплинарен тим составен од педиатри, пластични хирурзи, ендоскопски пулмолози и психолози. Инаку Фондот за здравствено осигурување има воспоставено и директна соработка со неколку болници од регионот за третман на изгореници од повисок степен. Изгореници надвор од ова масовна несреќа се случуваат. Често се тоа оние несреќни игри на TikTok, на вагони, возови, каде што настрадуваат од електрични удари, кои во основа завршуваат со изгореници. Значи, до сега во основа имаме воспоставена комуникација и соработка со Прирогов во Софија, со болницата во Гент во Брисел и со Папа Николау во Солунз. 5 недели од пожарот уште 40 на пациенти се лекуваат во болниците во странство, а еден од нив се уште е во критична состојба. За жал, борбата за живот овој период ја изгубија 3 пациенти со кои вкупниот број на жртви во трагедијата достигна 62. Преспанскиот регион како никогаш досега е погоден од последниот студен бран. Заради огромните оштетувања, јаболка годинава ќе јадеме од увоз. Општината прогласи елементарна непогода, а комисиите наскоро се очекува да ја почнат проценката на терен. Игор Манасиевски ја пренесува сликата од Преспанскиот регион. Годинава јаболка ќе се јадат само од увоз. Преспанскиот регион не памети вакво оштетување од толку големи размери. Снегот и студениот бран која зафати Преспа целосно го уништи родот во нашиот најголем производен регион за јаболка. По обиколката на селата околу Ресен, веќе на сите им е јасно дека родот е уништен, заради што и општината има донесена одлука за прогласување елементарна непогода за тој регион и е почнато пријавувањето на штетите, за да може комисиите да извршат проценка која е потребна за да се изврши обештетување. Катастрофа. Бевме над 70 сати под мраз. Првото утро беше минус 9 степени, каде што имаше најмногу оштетување на овошките, на јаболките. И како да беше само тоа? Да беше само тоа. Како што изминуваа деновите, исто намалуваше и температурата. Беше минус 5, минус 4, меѓутоа 70 сати бевме под минус температура. И штетите се на некои места до 100%. Иако нема да имаат род, овоштарите, кои досега имаат доста инвестирано, не смеат да престанат со заштита и прихрана на овошките, за да има нормална родност до година. Заради ова земјоделците бараат комисиите да ја извршат што поброгу проценката и да не се држат до законскиот рок од 300 дена, а потоа и владата во најкус рок да исплати обештетување, кое многу ќе им значи во ваква една критична година. И сите прскавме со препарати за да спасиме нешто, ама ништо не спасивме. А исто пак треба да и прскаме. Значи мора, ако не прскаш, вошка ќе фати и нема да има за година плод. Значи исто треба да прскаш, треба да го вадиш. Исто како да има... Исто треба да косиш, треба да фрезираш, да мулчераш, исто се, само нема да имаш плод. До крајот на месецов трае рокот во кој земјоделците од Преспа треба да се пријават за и кај нив да помине комисијата за проценка на штетите. Во вакви случаи обештетувањето со одлука на влада се движи од најмалку 10 до најмногу 30% од висината на проценетата штета. Инаку годишно во Преспа во добра година се берат по околу 160 до 180 илјади тони на јаболка, кои освен за домашниот пазар, главно се наменети за извоз и за фабриките за преработки. Но годинава јаболка, како и праски и кајси во Дросоманско, ќе нема ниту за лек. Ви благодариме што бевте со нас, имајте убава празнична вечер.